Почитувани, добар ден. До сега и од сега читатели постојано, а сега и гледачи, како што најавија и моите колеги. Ова е новиот концепт на Охрид Ньюс, во кој ќе имате можност да следите емисии од разни области. Се разбира, во фокусот ќе бидат интересите на граѓаните и темите кои нив ги тангираат. Најповикан да одговори на се она што ги мачи охриѓани или нормално имаат нешто да забележат, да кажат или да посакаат, е таткото на градот. И од тоа имам чест во првата емисија, во интервју во студиото на Охрид Ньюс, во еден сосема нов амбиент, да го имаме како гостин градоначалникот на општина Охрид, господинот Константин Георгиевски. Ви благодарам што во ова жешко лето, политичко, предизборно, најдовте време, издвоивте време да бидете гостин во нашата редакција. Ви благодарам на поканата и ја користам ова прилика да ви посакам успех во вашиот нов проект, интернет телевизијата на Охрид Ньюс. Потребен беше еден ваков нов медиумски плюс во градот и се надевам на ваш успех, како и во многу други проекти кои што сте ги реализирале до сега. Ви благодарам. Сосема на почеток, денеска Советот на општина Охрид расправаше за ребалансот на буџетот. Вообичаено расправата беше фокусирана на одредени точки. Усвоен е ребалансот, онака како што беше предложен од ваша страна. Имаше забелешки од страна на опозицијата пак. Добар дел во сегментот на спортот и одреден дел околу вработувањето, но најмногу околу спортот се кршеа копјата. Колку сте задоволни или од самиот ребаланс, која е потребата од истиот и што ќе кажете на изнесените забелешки? Во зависност од реализацијата на буџетот во изминатите 7 месеци и тоа што е реализирано и што не е, секоја година се прави ребаланс на буџетот. Тоа значи внатрешна релокација на средства од една програма во друга програма во зависност од тоа што е реализирано, што не е. Денеска со ребалансот извршивме внатрешна релокација на средства од 43 милиони денари и предвидовме низа нови проекти. Дел од нив беа предвидени во првичниот буџет, меѓутоа со постапките кои што беа за изработка на проекти, предмет пресметки, испадна дека ќе ни требаат повеќе средства него што сме предвиделе. Па така, од првичните средства, реализацијата на проектот за реконструкција на улица Будва и Прилепска ни порасна на 16 милиони и 300, па предвидивме тука плюс средства. Предвидовме околу милион денари за реализација на нова водоводна линија во село Куратица, 3 милиони плюс за детски игралишта, потоа 2 милиони и 200 за одржување на плажите и полно други, поситни интервенции во однос на инфраструктура. Исто така, во однос на вашето прашање и реакциите на опозицијата, предвидовме дополнителни средства за финансирање на нашите спортски клубови. Зошто тоа го направивме? Кога го носевме ние буџетот за 2021 година, јас средствата кои што ги побара клубовите ги скратив во првичниот буџет за некој 20 до 30%. Зошто го направив тоа? Мојата идеја беше да ги анимирам раководствата на спортските клубови, остатокот од средствата да проба да го финансираат од приватни фирми, да ги реализираат ваучерите, значи да ја намалуваме партиципацијата на општината директна во спортските клубови, затоа што спортот и спортските клубови не се ни од СДСМ, не се ни од ВМРО. Тоа е јавен интерес на нашиот град и треба сите заедно и како општество и како град да работиме и да го напредуваме спортот. Сега во една тешка година, кризна, веројатно и фирмите нема, да речам, финансиски средства или интерес да помагаат во клубовите. И пак дојдовме на првично бараните средства од страна на спортските клубови на почетокот на годината и едноставно тие средства само сега ние ги предвидовме со ребалансот на буџетот. Спортот е битен сегмент во
општествениот, во јавниот живот на нашиот град и треба да се помага. Тука функционираат и младински школи, например во ракометниот клуб има и кадетска, и пионерска, и женски ракомет. Добра работа е спортот и не гледам зошто некој би се спротивставувал на помагање на спортот. Од друга страна, ако ги скратиме средствата, спортските клубови ќе се расформираат по опозицијата, ќе не критикува, го уништивте спортот. И тоа е сепак политика и јас сум убеден дека правилно одлучивме да го помагаме спортот и ќе продолжиме да го помагаме спортот. Така, кога сме веќе кај политиката, дел од обвинувањето одеа во правец, вчера имаше и пресконференција дека се подготвува вообичаеното наш фолклор кај нас, предизборен подкуп, затоа што дел од средствата ќе бидат канализирани таму. Сепак се сериозни обвинувања, дали има простор за нешто такво. Преку спортските клубови дека ќе прави? Преку ребалансот дека е онака стокмен да одговори на потребите на власта за изборите. Не, тоа се тековни проекти кои што ги имаме ние во општината, например, асфалтирање на улици. Не е тоа нешто сме зеле за дека средства за комунали сме наплатиле во минатото, се потрошиле средствата за други намени. Например, во Бејбунар немаше урбанистички план. И тамо не се средени улиците помеѓу зградите, сега помине урбанистичкиот план, треба да асфалтираме тамо, да му овозможиме на луѓето нормални услови за живот, исто така и по руралните средини, така да такво нешто секако дека е голо политичко обвинување пред избори. Спомнавте дел од средствата ќе одат за инфраструктурни проекти, кога сме веќе кај инфраструктурата, во тек се повеќе градежни активности на повеќе локации, кога можат граѓаните да очекуваат да бидат завршени Аба Семин, Јане Сандански, за која свестен сте дека исто така има критики дека предолго трае реконструкцијата. Јас ги разбирам граѓаните, меѓутоа ценам дека не се тие добро информирани и доволно информирани што всушност ние работиме и какви всушност се тие проекти. Затоа што луѓето го гледаат на крајот тоа што е горе, а тоа е бекатон плочките, тротоарот и асфалтот. И не ќе беше никаков проблем ние да поставиме само нов асфалтен слој на Јане Сандански или на Аба Семин и тоа да го завршиме во 2 недели. Меѓутоа што се однесува, ево ќе почнам со ред за улицата Аба Семин, значи таму по цела должина на улицата се направи ископ во длабочина од 3,5-4 метра, се постави нова канализациона мрежа, се постави нова водоводна линија и нова атмосферска канализација, значи 3 ископи паралелно и секоја една куќа, секој едно домакинство се преприклучи и на нова канализација и на нова водоводна линија. Се изврши тампонирање, замена на тлото и накрај доаѓа асфалтот, она што гледаат луѓето и коментарите се правите на улица предолго. Значи таму имаше проблеми со нелегални приклучоци, со недостаток на подземен катастар, со секојдневно кинење на цевки, тековни проблеми. Рокот за изграда беше 13 месеци и на Аба Семин е пробиен рокот за некои 2 месеци, што за еден таков сложен проект воопшто не е некое драматично овакво пробивање на рокот. Вчера се изврши технички прием на инсталациите кои што ги финансираше Транспорт и врски, овие 3 инсталации, значи новиот водовод, новата канализациона мрежа, атмосферската канализација. Денеска ние завршивме со асфалтирање до Железничка, со првиот слој, во тек е нивелирање на шахтите од Охридска бригада до Железничка и во наредните 10 дена ќе се постави вториот слој на улицата Аба Семин и со тоа го завршуваме проектот. Проект вреден преку 40 милиони денари, проект чекан со години, ветуван со години, тежок проект и треба сите да сме горди и задоволни што покажавме и како општина и како град капацитет да го завршиме тоа. На улицата Јане Сандански исто така се заменува старата водоводна линија изградена 50-тите години од азбест цементни цевки, се постави главен цевковод кој што веќе е во функција.
Од левата и десната страна се направија нови секундарни цевководи со фи 160 мм, додека главниот цевковод е 300 мм. И сега од двете страни на улицата, исто така секоја зграда, секое домаќинство се приклучи на новата водоводна линија, а од левата страна, кога се оди према болницата, се постави и нова канализациона линија. Тоа не беше по проектот, меѓутоа во текот на изведување на работите се увиде дека потребно и тоа да се направи. Дополнително со јавното предпријатие Нискоградба го завршивме и тоа. Од левата страна завршуваме со поставувањето на новиот тротоар, луѓето ќе можат непречено да се движат. Сега е во тек дислокација на осветлувањето од десната страна и почнуваме со поставување на ивичњаци и оформување на тротоарот од десната страна. И после тоа ќе следи само гребење и поставување на 2 слоја нов асфалтен слој. Мислам дека Јане Сандански имаме изгледни шанси до крај на август да ја завршиме. Комитетот за светско наследство неодамна донесе одлука со која на Охридскиот регион му се остава дополнително време, му се дава дополнително време од 2 години да ги поправи, така, ако може да се каже, штетите направени во минатото и светското културно наследство заштитено од УНЕСКО да не биде ставена на листата на загрозени подрачја. Останува на таа листа на УНЕСКО на заштитени подрачја во овој момент Охридскиот регион, но 2 години се период, меѓутоа и брзо ќе поминат. Кои се приоритетите, што е тоа на што треба да се обрати внимание, што ќе зависи од градот Охрид, што од државата, што од охриѓани и зошто овој пат, како и минатиот пат, власта, односно политиката и невладиниот сектор се на толку диаметрално спротивни страни. И знаете критиките од невладиниот сектор кој смета и се уште смета дека е направена грешка и дека Охридскиот регион треба да биде ставен на листата на загрозени подрачја, за така да добие неопходна стручна и друга помош, за да се спаси вредното уникатно наследство на Охридскиот регион. Проблемот кој што 2,5 години од првиот ден од кога јас станав градоначалник го имаме и ни стои над главите и над општината и над градот со УНЕСКО, е еден многу комплексен, сложен проблем, напластуван со години, кој што не е близок до граѓаните. Во сите мои контакти, во сите разговори кои што сум ги имал, УНЕСКО и заштитата на Охрид е една апстрактна категорија и се сведува на прашањето нашите граѓани дали УНЕСКО нас не дава пари. Одговорот, реакцијата поточно на нашите сограѓани, на мојот одговор дека УНЕСКО нас не ни дава финансиски средства, е тогаш зошто ни е нас УНЕСКО. Значи, нашите луѓе, нашите граѓани, охриѓани, мора да сватат дека додадената вредност, која што ние имаме како едно од 38-те заштитени подрачја во светот, како светско и културно и природно наследство, е огромна. Доколку го немаме тој печат на УНЕСКО, како туристичка дестинација, ќе сме само уште едно обично туристичко место на мапата и никој нема да биде заинтригиран да дојде да го посети нашиот прекрасен Охрид и неговите убавини. Ние го имаме Свети Јован Канео како место кое што може да го смени вашиот живот, едно избрано од 100 места во светот, на насловна страна на едно од најпрестижните списанија National Geographic. И самите не сме свесни за неговата убавина, неговото богатство со нашиот однос према Охрид и према природата и према езерото. Значи, ние како општество и како град мора да ја смениме свеста, да го цениме и да го чуваме нашиот град и да работиме заедно на унапредување на заштитата. Сега конкретно во однос на одлуката која што ја донесе Комитетот за светско природно и културно наследство сега на онлайн сесијата во Кина, таа е далеку подобра од одлуката која што имавме во Баку, затоа што тогаш ние добивме 1 година за имплементација на препораките, меѓутоа реактивната мисија дојде после само 6 месеци. И го добивме извештајот кој што сега беше на сесија во Баку. Во меѓувреме и државата и ние како општина работевме на имплементација на препораките и испраќавме до УНЕСКО перманентно извештај за напредок,
кои што се разговараа на сесија и се процена дека се покажале значителни капацитети, волја, храброст и одлучност за имплементација и постапување по препораките и затоа одлуката на Комитетот за светско природно и културно наследство е да се дадат уште 2 години, затоа што проценале луѓето со консензус од 21 земја дека државата, а пред се општина Охрид, со своите постапки за отстранување на бесправните градби, чистењето на крайбрежјето, има значителен напредок во целата таа ситуација и дека доколку ни дадат тие поддршка, дека ние ќе продолжиме уште поодговорно, уште по храбро да ги имплементираме препораките се до конечно решавање на проблемот со УНЕСКО. Ќе треба да се фокусираат и локалната и централната власт на решавање на сите забелешки и барања од реактивната мисија, што е она што според вас ќе биде најтешкиот дел од таа задача која ќе имаат македонските власти и градот Охрид вклучително? Надлежност на општина Охрид е да продолжиме со отстранувањето на бесправните објекти, поточно чистењето на крајбрежјето од сите објекти кои што не му е таму местото. Ние ги отстранувавме, како што цела охридска јавност и македонска јавност знае, објектите кои што беа градени со концесиски договори на плажите на Охридското езеро, кои што согласно планот за управување со УНЕСКО не соодветствуваат ниту со габарити, ниту со материјали, ниту со локации кај што се тие градени, тоест тие се градени во едни минати времења и едноставно градот нема веќе интерес за таков начин на менаџирање на просторот. И затоа ние ги испочитувавме препораките и почнавме да го имплементираме тоа од најранливиот дел од самото крајбрежје. И постепено ќе продолжуваме и во национален парк и секаде каде што ќе се утврди согласно стратегијата за влијание на животна средина дека објектите имаат штетно влијание врз езерото и екосистемот на езерото и нема да отстапиме од тоа, затоа што тоа е единствениот спас за нашиот град. Инаку ќе останеме само една бледа точка на туристичката мапа во која што ќе видиме на обично езеро, ништо поразлично од Дојран, ако не сме заштитени од УНЕСКО. Како ние ќе ги привлечиме туристите да доаѓаат во Охрид? Па ќе доаѓаат во Дојран. Шо ќе сме ние тоаш различни. Така да ќе работиме и ќе ја завршиме нашата работа во наредните 2 години, покрај отстранувањето на бесправната градба, усагласувањето на урбанистичките планови, носењето на 19 блока во Старград, дислокација на Буково, нови траси за автопатот Требеништа-Ќафасан и овакво пругата према Лин и нешто што е многу важно е остварување на физички линк помеѓу Студенчишко блато и езерото. Тоа е голема замерка од УНЕСКО. Патеката која што е изградена од каналот Студенчишта до Хотел Парк, сите знаеме дека тука порано имаше асфалтен пат, значи не дека патеката која што се изградила го прекинала тој екосистем. Беше прекинат и претходно. Сега патека која што е изградена ќе треба да се изработи проект за поврзување со мостови некакви или цевководи помеѓу езерото и Студенчишко блато. Тој проект ќе треба да биде комунициран со УНЕСКО, одобрен од УНЕСКО и општината да го изведе на терен. Таков проект постоеше, беше одбиен од локалната самоуправа пред 4 или 5 години. Не знам за таков проект. Јас сега е во фаза носењето и прогласувањето на Студенчишко блато како парк на природата. Тоа е завршена работа. И после тоа ќе се изработува проект за менаџирањето на Студенчишкото блато како парк на природата со соодветни дрвени патеки кои што ќе бидат како еден вид ботаничка градина кај што луѓето ќе може да се шетаат и да го разгледуваат екосистемот таму.
а додека физичкото поврзување ќе биде дел од планот за крајбрежје. И сето тоа ќе мора да се комуницира со Комитетот за светско природно и културно наследство, да добиеме ние зелен светло и на терен да го изведуваме. Веќе изработена и се разгледува студијата за зонирање на Охридското езеро, што точно таа предвидува и што точно Охрид или воопшто добиваме сите ние од тоа што ќе биде различно во заштитата и во пристапот кон заштитата на Охридското езеро. Да, значи студијата која што е во тек ја изработува една австријска ваква консултантска куќа е флуиден дел со планот за управување, со менаџирање со Охридско-Стручкиот регион и да речеме дел кој што ќе биде интегриран со планот за управување. Во таа студија се предвидува во кои зони од Охридското езеро, значи досега зборувавме ние за урбанистички план за крајбрежје, плажи, уредување, начин на менаџирање и сето тоа, а сега студија ќе ни ги даде податоците самото езеро, самата водна површина како ние ќе ја менаџираме. Во таа студија се предвидува зони на строга заштита, зони на одржлив развој, зони на активно управување. Зоните кои што се под строга заштита, идејата на изготвувачот е да се изработи една апликација. Сите тие кои што имаат глисери и пловни објекти ќе мора да ја инсталираат таа апликација во своите уреди и кога со својот пловен објект ќе влезат во зона за строга заштита, ќе добијат аларм на својот телефон, нотификација и ќе треба да се оддалечат од тоа место. На тие зони се зони каде што се врши мрестење на риба, каде што има ендемски ракчиња, каде што има друг жив свет кој што треба да биде заштитен и да не биде вознемирен. Тоа е еден начин. Друг начин ќе биде каде што ќе биде дозволено транзит на бродови и имавме ние презентација во општината пред 2 недели. Студијата е готова скоро, при крај, овие се веќе финеси кои што јас ви кажувам. И многу е важно дека со студијата фактички треба да се одреди местото каде во иднина ќе може да се изгради марина. Тоа е еден горлив проблем за кој што е разговарано на секој локални избори, од 5 градоначалници пред мене, од 10 влади можда, и не е дојдено до решение. Зошто? Затоа што во општината се дојдени инвеститори полно, кои што бараат да му се овозможи да изгради марина. Сите ние знаеме дека во Охрид и те како ни е потребна изградба на марина. Тоа што се случува во каналот Студенчишта е еколошка катастрофа сега. И секое друго решение ќе е подобро од тоа. Меѓутоа, ево вие како инвеститор доаѓате во општината и барате да ви дајме ние локација да градите марина. Секој што градил куќа знае дека прва постапка во било каква да речам процедура за издавање одобрение за градба е извод од план. И јас сега немам да му дам извод од план на инвеститоров каде е предвидена марина за тој да аплицираат одобрение. Немаме предвидено ние марина. Значи со таа студија за ревалоризација на Охридското езеро како парк на природата ќе биде лоцирана локацијата каде што одредена, каде што ќе се гради марина, па тука да се изработи детален урбанистички план пак со планот за крајбрежје, кога ќе го донесеме планот, ќе имаме извод од план и тогаш ќе можеме да правиме јавно пријатно партнерство за изградба на марина или општинава да ја гради марината или државата да ја гради марината. Така да сега сме уште многу далеку, меѓутоа барем ги трасиравме начините на кои што треба да ги решаваме проблемите кои што 30 години наназад само се напластувале. Има уште еден еколошки момент кога сме кај оваа студија, тоа дека се предвидува полека укинување на мотори со внатрешно сагорување, односно воведување на еколошки ефикасни мотори, еколошки мотори воопшто. Ќе биде тоа процес кој што ќе следи во наредните години, меѓутоа нема да оди, моје мислење, со пребрзо темпо и ќе се, да речам, зголемуваат еколошките стандарди и критериуми, како што е кај возилата со Еко 4, Еко 5 и така ќе биде и во. Иначе да го комплетно
забраниме моторниот транспорт на Охридското езеро, мислам дека нема да биде паметно и ќе биде Деновива актуелен е законот за легализација на дивоградби, најновата верзија. Има доста разногласија околу тој закон. Првичниот предлог беше дека истиот нема да важи за Охридскиот регион, за заштитените зони, националните паркови и така натаму, но дали е тоа така, дали ќе биде опфатен Охридскиот регион со овој закон за легализација, како гледате на истиот? Мој став е дека законите за легализација кои што ги носи државата се многу штетни и дека фактички тие ја стимулираат дивата градба. Во услови кога во држава имаме преку 400.000 бесправни објекти и од година на година носиме некакви закони за легализација, безпредметно станува постапувањето на инспекциите, устранувањето на бесправни градби, кога држава сама го легализира криминалот. Капацитетите можда во другите општини се на пониско ниво уште и од нашата општина и затоа бројот на бесправни објекти е поголем. А мене ми е многу криво што целиот овој период поради ЮНЕСКО се зборува за бесправни објекти во Охрид, па Охрид стана своевиден синоним за бесправни објекти, што воопшто не е така. Меѓутоа, тоа е, да речем, резултати на политика и на медиумско представување поради проблемот со ЮНЕСКО. Не гледам дека носењето на закон за легализација во една ваква ситуација која што ќе го опфати Охридскиот регион би бил позитивен исчекор во однос на имплементација на препораките на ЮНЕСКО од една страна, а од друга страна кога веќе носиме закони за легализација, кој е правниот начин да муускратиме тоа право на нашите граѓани кои што живеат во Охрид. Затоа што и во општината од предметите кои што ги имаме 15-16 илјади предмети за легализација, не се тие сите дивоградби. Имаме ние предмети кои што се градени објекти во 80-тите, 70-тите години на минатиот век и кои што не се заведени во катастарските книги на собствениците, најлесно им било по пат на легализација да дојдат до документи да се ги постојат и цели згради. Имаме ние на пример Охридати. Охридати не се впишани во катастар. И сега ние имаме секој стан посебен предмет за легализација. И сега во списокот гледаме Охридати, пример 200 предмети. И сега тоа се 200 дивоградби, Охридати се градени и со одобрение и со проекти и со све пред 30 години, 40. Така ви кажам дека целата таа слика е малце, да речем, така извртена, извитоперена. Меѓутоа факт е дека имаме проблем како град и како општество со бесправна градба и нема тука лек, единствен лек е брзо ефикасно носење на урбанистички планови. Општините, државата предолго го одолговлекуваат процесот со носење на урбанистички планови и добар дел од тие луѓе собственици на бесправни објекти, доколку имале урбанистички план, ќе се земеле одобрение, ќе се плателе, ќе се изграделе легален објект. Меѓутоа немањето на урбанистички планови, чекањето со години, долги процедури, бирократија, постапки кои што се до недоглед носат до тоа да собственикот на парцелата да изгради објект на свој собствен имот без одобрение за градба. Сосема за крај, меѓутоа верувам многу важно, тоа е проблемот со раздолжувањето на општина Охрид. Дали конечно со одлуката усвоена неодамна на Советот се надзира решавањето на овој проблем кој буквално ја влече општината 3 децени назад, може и повеќе кон дното. Проблемот со раздолжувањето е на прагот на решавање и со гордост можам да кажам дека независно што е невидлив за нашите сограѓани, е најголемиот мој личен успех и на мојот тим и на локалната самоуправа, а после и на целиот град. После 30 години и долг од преку 25 милиони евра, кога јас станав градоначалник во јануар 2019, веде бев тогаш, после смртта на Јован,
почнавме процесот на преговарање и раздолжување со тие 500 милиони, поточно 495, кои што ни ги даде владата на Република Северна Македонија со законот за раздолжување. Во тој процес дополнителни 270 милиони успеавме да направиме заштеда при преговори со доверителите. Во меѓувреме исплаќавме и од сопствени средства, така да дојдовме до 295 милиони кои што сега ги должиме по извршни решенија. Вкупниот долг на општината сега е околу 455 милиони, меѓутоа тие средства се од тековни обврски, од други основи, а средства по кои што сме блокирани се 295 милиони. И затоа донесовме одлука на Совет за задолжување. Што тоа значи? Сега општината плаќа затезни камати годишно 12-13%, зависно дали е фирма или физичко лице. Доколку ние се задолжиме, кај некој од комерцијалните банки, ќе плаќаме 3%, 2%, 4%, зависно како ќе биде понудата на банките кога ќе го направиме јавниот повик и ќе оствариме според физибилити студијата околу 66 до 70 милиони денари заштеда доколку се раздолжиме во овој момент. Колку повеќе време поминува, толку повеќе се зголемуваат каматите и долгот ќе продолжи повторно да расте. Значи, одлуката на Советот се донесе, сега се испрати барањето за позитивно мислење од Министерството за финансии, треба да ни издаде Министерството за финансии, барањето е предадено во финансии, се надам дека следната недела ќе го добијаме позитивното мислење. Владата ќе донесе одлука и општината после тоа ќе спроведе јавен повик со одредени критериуми каде што ќе се пријавуваат комерцијалните банки, ќе понудат услови и после тоа општината ќе склучи договор со одредена банка која што ќе сметаме дека ќе има најповолна понуда и ќе направиме после јавен повик кон доверителите, повторно тие што се преостанатите доверители да се пријават, да дојдат, ќе се формира исто како првиот пат комисија и ќе се преговара повторно да имаме исплата, меѓутоа повторно со откажување на делот од каматните, да речеме, врски кои што ги има општината. Така да се надевам дека до крајот на годината ќе финализира тој цел процес и дека конечно општината ќе добие деблокирана сметка. Ќе имаме застој ради изборите сега. Со распишувањето на изборите не може да се распише постапка за избор на банка. Да, на тоа време застој ќе само процесот мора да продолжи. Процесот ќе продолжи. Постапката ќе е во мирување додека се распишани изборите до завршување на изборите. Градоначелник, хипотетички, да го имаме и најидеалното сценарио и да се раздолжи општината Охрид, преговорите со доверителите да завршат така како што треба, како што посакувате и да се откажат од каматите и така натаму. Дали е тоа цел долг кој го знаеме сега, тој долг, или има се уште скриени опасности за општина Охрид од примерот на предмети за експроприација од пред 30 години, милионски суми кои се бараат од општината, нови судски решенија кои секојдневно пристигнуваат, колку пари дневно Охрид се задолжува од нови изненадувања, да речеме, во тој правец. Да, тоа е точно. Она што сега го имаме ние, како состојба, како пресек до денот на носење на одлуката, се бројките кои што ги соопштив. Меѓутоа, точно е дека имаме предмети кои што се во процедура за експроприации вршени во 90-та година, 93-та, 95-та, кои што судските пресуди сега ни стигнуваат и добивме ние пред известно време експроприација со извршно решение на 25-30 милиони денари. И со еден таков тренд на стигнување на предмети, раздолжувањето на општината ќе биде само привремено доколку не поводиме сметка како сите тие предмети се да речам процесуираат кон општината. Ви благодарам што бевте гостин во првото интервју официјално во новото студио на Охрид Ньюс. Се надевам дека ќе имате мирно лето, меѓутоа очигледно тоа ќе биде политички жешко и во тој контекст пред самата одјава. Што очекувате од предстојниот период до изборите?
Иако кампањата е 2 недели закажана за терминот кога ќе се одржат, фактички државава ни е во кампања. Да, точно е тоа, меѓутоа јас имам секојдневни обврски, го волам градот, сите овие проекти, сите овие проблеми кои што ги дискутиравме бараат решение и секојдневна посветеност. Например, исто така во постапка ни е одобрението и реализацијата на проектот за катната гаража, значи си има проекти кои што си се тековни, Аба Семин, Јанен Сандански, сега распишуваме нови тендери за Будва, Прилепска, ќе дојдат речно корито за 15 корпус ни е веќе распишан, го спремаме мост еден во Лакочере, значи си има тековни активности и јас сум посветен на својата работа. Подобра кампања од работа нема. Мислам дека во овие 2,5 години докажавме дека вредно работиме, навистина и во инфраструктура, и во училишта. Немаше малтене школа каде што нешто не инвестиравме, и во спас на Охрид пред УНЕСКО, и во владење на право, и на многу полења, и мислам дека треба сите заедно да сме горди на резултатот кој што го постигнавме, а граѓаните ќе ценат на избори кој колку и што направил за Охрид. Ви благодарам на издвоеното време што бевте гостин во студиото на Охрид Ньюс. Се надевам ќе имаме прилика да разговараме на теми кои ги засегаат граѓаните на Охрид и Војднина, а доаѓаат избори, ќе се видиме во некои политички дебати. Благодарам уште еднаш. Пријатно.